Во денешното интервју разговараме со еден млад земјоделец кој ќе ни објасни како органското производство на бадеми станува негова животна мисија, поставувајќи стандарди за квалитет и еколошка свест. Органско производство кај нас е започнато од 2003 година. Татко ми го започна ова. Во 2003 година мислам дека сме првите органски производители на овошна култура, во смисла сертифицирани. Таа беше идеја на татко ми. Веројатно има препознаено некои трендови во тој момент и од тогаш натака еве се шириме и градиме понатака. Органското производство како начин на одледување, иако сметам дека тоа е повеќе начин на живот, не е начин на одледување само, туку треба да се соживееш со тоа. Има своји предизвици и своји можности. Како тренд сметам дека предизвиците се пред се едукацијата на купувачите, односно информирањето, понатака поддршката од страна на државата во смисла на субвенции, дали е тоа финансиска поддршка, не знам, програмата на рурален развој на пример, кој што малце треба повеќе да обрне внимание на органското производство. Можности има, трендовите растат, особено можностите за извоз. Знаете, органското не е само во смисла на здравјето на човекот. Ние работиме пред се за здравјето на животна средина како целост. Така да и луѓето што се свесни за животна средина, а и покрај тој свесни за нивното здравје и за нивната исхрана, го почитуваат овој тренд на органската храна и ја користат истата. Во моментот ги пласираме како такви на локалниот пазар, со договор преку дистрибутер, кој што ја пласира сите производи ги пласира на нашиот пазар, но во исто време и со извоз, работиме и на извоз на нашите органски производи. Во моментот би кажал дека сме на некоја пола-пола од прилика и во извоз и во домашен пазар. Ја не мислам дека не може да се живее добро од земјоделство. Сметам дека треба малце повеќе се работи на едукација, особено на младите земјоделци. На младите да им се даде на некој начин кураж да тргнат и мислам дека е најбитно да се покажат добрите примери кај нас. Знаеме дека има многу лоши примери, треба да се одгледуваат на добрите примери. Тоа колку државата ги поддржува земјоделците, сметам дека тоа никогаш нема биде доволно, особено ако направиме споредба со останатите држави околу нас.